Прилипската гимназија веќе втор ден е на удар на поддржувачите на иницијативата за заедничка Македонија, кои упаѓаат во училиштето со знамиња и скандирање и повикуваат на протести. Ученици од ово училиште до Нова ТВ испратија видеа на кои што се гледа како група ученици за кои велат дека се од друго средно училиште влегле во гимназијата и ги повикуваат да излезат на протест. Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан во вторник доаѓа во Скопје, објави Телма за да изврши притисок врз претседателот Ѓорѓе Иванов да му го даде мандатот на лидерот на СДСМ. За посетата на Македонија, Хан ќе го искористи присуството во регионот на состанокот на лидерите од Западен Балкан што се одржува во Сараево, каде ќе учествува и премиерот Емил Димитриев. По преброени 90% од гласовите, десноцентристичката партија на Марк Руте со освоени 33 места од вкупно 150 во парламентот, лесно ги победи десничарската и антиевропска партија за слобода на Герт Вилдерс во Холандија, која освои 20 пратенички места. Со тоа синоќа се урна сонот на утре десничарот за популистичка револуција во Европа во пресрет на изборите во Франција и Германија.